За разлика од лани годинава е зголемен интересот за засадување на тутунот. Подпишани се околу 30.000 договори, со очекуван принос од 27 милиони килограми. А исто така годинава е зголемена и бројката на хектари кои што се планираат да се засадат и таа изнесува околу 14.000 хектари, што е за околу 8% повеќе од лани, како во планирани површини, така во зголемени договори. А сето се должи на оваа година, значи за оваа реколта што тутуно се плати доволно висока цена, да речам највисока цена, ради задоволството од финансискиот бенефит што го видоа тутунарите, се зголемени површините и договорите. Представниците на Сојузот на тутунски здруженија присуствуваа на конференцијата на Европската асоциација УНИТАП, која што се грижи за интересите на тутунарите, каде што добиле ветување дека ќе бидат примени, иако Македонија се уште не е членка на ЕУ. На наредниот состанок во октомври во Неапол во Италија да бидеме полноправна членка на ова асоциација која ги брани интересите на тутунопроизводителите. Така да мислиме дека многу повеќе ќе допринесиме за да го задржиме производството на тутунопроизводството. Македонија во моментов, после Турција, е втора земја во светот по производство на ароматичен тутун. Ова дава надеж дека македонската тутунска индустрија има големи шанси за развој во иднина. Поготово македонскиот тутун се бара на светската берза, ради тоа што во моментов сме втора земја по производство на ароматичен тутун во светот, после Турција. Така да има недостиг, значи потребите на ниво на светов за ароматичниот тутун се негде околу 120 милиони, меѓутоа светов испорачува околу 100 милиони. Значи се јавува недостиг негде околу 20-30 милиони килограми на тутун. Инаку годинава тутунарите бараа 510 денари за прва класа, а од откупувачите добија само 420 денари. Дали ќе има зголемување на цените со анекси на договорите, ќе се знае до крајот на годината. За Сител, Дарко Штарговски.